Граѓаните денеска излегоа на протест на улицата Партизански одреди, каде што 20-годишниот Васил Јованов завчера ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова. Се оставаат цвеќиња на местото на немилиот настан, се палат свети крај фотографијата на Фросина, а демонстрантите носат транспаренти на кои пишува: "Врските не враќаат човечки животи, сите одиме кај судија, таму има само една правда." Уште колку? Не е несреќа, туку убиство. Граѓаните бараат построги казни и промени. Според информациите од обвинителството, Јованов возилото го управувал пијан, без возачка дозвола и поминал на црвено светло. Граѓаните се дополнително вознемирени и револтирани по информацијата дека возачот им бил познат на органите, бидејќи лани бил фатен со дрога и завршил во притвор, а потоа со одлука на судот во поправен дом. Тој предизвикал уште една сообраќајка без возачка на 4 ноември 2022 година, во која едно лице добило полесни повреди. Со изјавена согласност на оштетената, јавен обвинител донел решение со кое не се презема кривично гонење. Тој платил глоба од 18.000 динари. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави построги контроли и казни, но вели најважно е правосудните органи соодветно да ги санкционираат виновниците. Министерот за правда Игор Филков пак претходно рече дека е потребна промена на целиот систем.